Општите карактеристики на строењата во ликовните уметности во ова десетлетие и нивните корелации со настаните на македонската ликовна сцена носат повеќе специфичности. Во известна смисла, тие имаат контрадикторни совпаѓања. За разлика од поранешните состојби, оваа сепак ја има таа предност, што споменатата корелација своето действување го остварува понавреме. Имено појавите што во светската уметност стануваат доминантни некаде кон крајот на 70-тите, во југословенскиот простор се јавуваат веднаш потоа на самиот почеток на 80-тите. Првите пројавувања што носат печат на еден специфичен заеднички, а не инцидентен сензибилитет на група автори, соодветни на овие појави, се јавуваат на нашиот простор неколку години подоцна од оние на југословенскиот или поточно кон средината на десетлетието. Тоа што ќе издвои оваа група на автори и ќе им го припише префиксот ново, многу повеќе се однесува на новото во однос на тогашната уметничка практика и искуства, а помалку на совпаѓањето со наведените струења во светската уметност. Ова делумно несовпаѓање од друга страна значи дека уметноста од овој период ќе носи своји специфични карактеристики што ќе имаат помалку апологетски отколку оригинален карактер. Тоа значи, ако италијанските анахронисти се враќаат на искуствата на маниризмот, како искуство од историјата на уметноста на своето поднебје, овдешните прилики ќе упатат на користење и враќање кон искуствата, не од историјата на уметноста на ова поднебје, туку од неговата традиција, фолклор, национална историја. Споредена со другите средини, новата македонска уметност не произлегува од една перманентна практика на концептуалната уметност. Неколкуте перформанси, акции или интервенции се слаби индикатори за заземен ангажиран став и за критички однос кон појавите, како најопшти одредници на концептуализмот, а за активноста уметник во прво лице со еден исклучок не станува збор. Споменатиот исклучок се однесува на действувањето на Симон Шемов и Никола Фидановски, кои својата програма ја спроведуваа скоро десетлетие и пол, а според неја Шемов ќе продолжи и ќе создаде низа објекти, што повторно нема да ги прифатат компромисите со постојаното толкување на уметничките медии и материјали. Во тој период на првата половина на 80-тите години, појавата на уште неколку автори ќе биде од известно значење, произлегувајќи од новата уметничка практика во која ги истражуваат тактилните својства на неконвенционалните материјали и просторот со и во кој работат, инсталациите на Глигор Стефанов и Петре Николовски ќе ја затворат нишката за која може да се каже дека во уметноста на 80-тите влегува од практиката на концептуалната уметност.
Од друга страна, објектите на Драган Петковиќ од почетокот на овие години, што во основа задржуваат извесен концептуалистички пристап, заради својот минималистички третман, едновремено ќе укажат и на појавата на повторно размислување за превласт на сликарскиот чин. Другите автори од оваа насока, за жал, нема да го продолжат своето влијание ниту во практикуваната насока, ниту менувајќи се со духот на уметноста на ова десетлетие. Новата сликарска иконографија, што во 80-тите доаѓа со сите изми, а особено со оние од почетокот, кај нас ќе имаат од една страна краткотрајно присуство, а од друга различно потекло. Појавувајќи се во првите постакадемски работи кај неколку автори, ваквата иконографија може да се означи само како посредувана, со отсуство на критичка примена, а најверојатно со желба со поедноставен скок да се достигне трендовското. Така, во своите први представувања во ликовниот јазик на новиот германски експресионизам, известни подкрепи ќе пронајде Венко Цветков. Во некои слични рамки беа реализирани и неколку поставки на Томе Аџиевски, кои пак недвосмислено коинцидираат со појавите во новото сликарство на Франција. Ако фигурацијата беше во основата на овие иконографии, уште пред нив Слободан Живковски ќе компонира во своите слики геометриски и геометризирани форми и површини, исполнети, изградени со нападен колорит и гестуалност во потегот. Со ваквото размислување, Живковски на некој начин најнавреме коинцидира со иконографијата на новите сликарски тенденции. Една од главните специфичности на уметноста на постмодерната, која се однесува на користењето на искуство од историјата на уметноста, своевидно, но секако контрадикторно рефлектира во новата македонска уметност. Речиси сите дела што влегуваат под овој аспект, не се повикуваат на искуствата од своето историско уметничко минато. Но од друга страна, особено важен е еден друг аспект, онаму каде што се работи за користење, цитирање или навраќање кон искуствата од историјата на уметноста. Изворите се наоѓаат во општата светската историја на уметноста. Така, Анита Светиева ќе посегне по неолитската идолатриска фигурација или грчката архиска скулптура, преземајќи непосредно цитати од мермерните кори или надградувајќи ја семантиката на теракотата со збогатување и допирање нови конотации, детерминантни за нашето време.
Светиева ќе ги допре суштините на повеќето одредници на уметноста на ова време. Венко Цветков ќе употребува византиската уметност не како нејзина разработка, туку повеќе како користење на нејзината иконографија и символика, потребна за неговите истражувања на критичкиот однос кон идеологиите воопшто. Неисцрпноста на достигањата на уметноста на европската модерна особено се покажа плодотворна во овој период. За нашата состојба, односот кон неа ќе има улога на катализатор во компонирањето содржини со различно потекло, со цел да се изгради самостојна суштина и битие на создаденото дело. Тука Јован Шумковски ќе појде од рускиот уметнички експеримент, надградувајќи ги во сликите постулатите од анализите на структурата на представата на реонистите и лучистите. Понатаму во објектите што потоа ќе ги работи, ќе бидат очигледни влијанијата на татлиновото разбирање на нов тип скулптура. Од Дишан ќе развие идејата на готови предмети во пронајдени предмети, а од Швитерс алогичноста во поставувањето на известни делови во композицијата. Кохерентен склоп меѓу вакви повеќе значни елементи создава во своите слики и Благоја Маневски. Во пораните слики, проникнувањето на битовите ознаки и конотации беа структура во која се вградуваат цитатите од општата историја на уметноста, особено од измите на ова столетие. А во сликите од циклусот симултани многозвучности, потоа битовата структура ќе замени со мондријановски концепт, во кој цитатите, како посебни полиња, ја занемаруваат формулната ликовна препознатливост со нивните семантички подтекстови. Станко Павлевски пак, иако тргнува од познати ликовни ракописи, како што се кубистичкото фацетирање, кубичните форми на Дејвид Смит или проблемот на архитектониката во скулптурата на Ричард Сера, ги остава само на нивната формална појавност и употребувајќи ги пред се како примарна градба на која понатаму ги разработува своите идеи за односот кон материјалот, просторот, архитектониката на скулптурата или во поново време на нејзината форма. Појавата на групата Зеро непосредно кореспондира со појавата на дзидното сликарство од 80-тите години. Можеби не толку по блискоста на иконографијата,
колку по духот на заедничкото обликување и реанимирање на известни урбани простори. Вака разбраните цитати, како што може да се забележи, во ниеден случај не се непосредно преземање или нивно реанимирање, туку, што е особено карактеристика на дел од новата македонска уметност, само иницијални искуства што во крајните остварувања целосно заживуваат со нови значења и толкувања. Издвојувајќи се како неприсутни во некои од овие аспекти, но како појави што битно го оправдуваат квалитетот на новата македонска уметност, се наметнуваат и делата на неколку други автори. Григор Стефанов, по периодот на просторните интервенции, повторно ќе го преиспитува традиционалниот поим на скулптурата и трајноста на нејзиниот материјал. Томе Аџиевски, напуштајќи ја сликарската практика, ќе ги насочи своите истражувања кон постигање форми во нивната приморијалност, не застапувајќи ја повеќе и отфрлајќи ја целосно претходната наративност и литература. Драган Петковиќ, задржувајќи го интересот кон сликањето, ќе ги мултиплицира барањата на колористичката структура, останувајќи притоа во сферата на минималистичката уметност и сликарството на боеното поле. Во досегашните своји инсталации Ибрахим Беди и Исмет Рамичевиќ задржуваа нешто од некој постконцептуалистички третман на поставената проблематика. Инсталацијата сама по себе инсистира на барање на мета значења, со што овие работи не можат да се одвојат од известно поврзување на знаковното и символичкото присуство во нив. И на крајот, зошто нова македонска уметност? Во прв ред, овие појави се реакција на повеќе годишниот креативен застој на цела низа автори кои припаѓаат на повеќе генерации во македонската ликовна уметност. Присуството на ликовни јазици и размислувања, што не сооднесуваат со духот на времето и појавите и достигањата во светската уметност како негови производи, затвореноста на средината и слабата комуникација, се во основата на овој застој. Не помирувајќи се со таквата состојба, помладата генерација автори ќе ги направи овие обиди со цел да воведе нов третман на делото, со проширување на неговиот поим, употребата на нетрадиционалните материјали, со свртување кон искуствата од светската историја на уметноста, можеби и како реакција на непостоење на собствена, со употреба на нова иконографија, контекстуалност и надминување на локалното, регионалното поставување на уметничките цели и критериуми.